Утринска на Тилма се разбира со сите најнови информации, поточно со она кое што го одбележа овој јулски викенд, галичката свадба и охридското лето, кое ќе трае се разбира и во текот на следниот период. За сите оние кои што ќе бидат во Охрид, ќе имаат можност веројатно да бидат дел и од овогодинешната богата програма. А во текот на летниот период, она кое што го споменавме и секогаш сакаме да го потенцираме, особено во нашите утрински теми, се разбира е рекреацијата и уживањето, особено на вода, а затоа и имаме можност во денешното вклучување директно од Струга да позборуваме малку и за кајакарскиот клуб Црн Дрим Струга, кој што е навистина отворен за сите млади кои и се дел од клубот, но и оние кои што би сакале да бидат. Клуб кој во продолжение со неговиот председател или конкретно Сигур Малевски ќе се запознаеме малку повеќе за основањето, функционирањето и досегашните успеси. Го гледам Игор во моментов. Добро утро и Игор, добро утро. Добро утро. Како сте? Ние сме одлично. Во Скопје уште рано наутро е прилично топло. Како е во Струга? Па, да не речем, не е многу топло, ево ти, баш со долги ракави сум. Ладничко би сам. Покрај езеро се наоѓаме, можете да видите. Да, можеме малку вака да ја доживееме оваа гледка. И да видиме и да ви подзавидиме на убавиот момент кој што го живеете. Мислам, свежо е сам утро, така да пријатно мислам вака за покрај плажа, едно утринско кафенце се напиеме и тоа е. Така да речеме. Секогаш е посвежа покрај вода и се разбира, како видиме, секогаш близки на оние кои што имаат можност поголемиот дел од летото така да уживаат, покрај останатите кои што од време на време го користат летниот одмор да тоа го направат така. Уживаме во летото на различен начин, но веројатно кајакарите кои меѓу другото се дел и од кајакарскиот клуб Црн Дрим Струга уживаат на вистински начин. Па имаме можност во денешното утринско будење да се запознаеме повеќе со самиот клуб и со неговото функционирање, како и тоа што се летни активности или во ова лето 2026 за овие млади кајакари? Па вака однапред да ви кажем, името на клубот датира уште од 1948 година. Кајакот иначе како спорт на вода од 1946 година почнува да се развива од Струга, значи. Моментално функционираме со околу 30 надпреварувачи, од кои повеќето се деца и 4 репрезентативни надпреварувачи. Значи, имаме тренинзи секојдневно, без застој, значи и сабота и недела, нарочито летниот период. Зимскиот период малку имаме некои паузи ради, знаете времето како е. Имаме специјална опрема за назима, али не може секогаш да се тренира. Најбитно ни е да ги анимираме младата генерација од 6 до 14 години и да го искористиме езерото како најдобар природен ресурс за овие водени спортови. Значи, Струга е идеално место за развој на сите водени спортови. Меѓу другото и кајакот, затоа сум се инволвирал во кајакот заради искористување на овај ресурс кој ми е пред врата, да речем. Така е, Игор. Убав момент е кога ги мотивираме младите да пробуваат најразлични спортови и во овој конкретен случај кајакарството како еден спорт кој што навистина може да биде допредоден за младите, особено како што ја споменавте вие, возраста од 6 до 14 години, баш период кога интензивно се растат и се развиваат децата, па зошто би им препорачале кајак на младите деца кај нас и во што е посебноста можеби на овој спорт со оглед на тоа што споменавте дека речиси цел живот или долги години сте во оваа сфера? Па видите, како да ви кажем, сите знаеме дека водата е живот. Значи, извор на кислород, извор на здравје, не само од рекреативен аспект, него и од спортски аспект и од здравствен аспект. Затоа и на сите деца му препорачувам да го искористат сите можности на летото, мислам на водата
што ги пружа преку летниот период и слободно може да дојдат кај нас е бесплатна чланарината, го работаме чисто од хуманитарен аспект и ради тоа што сепак ја како струженец како што ми се сите три деца исто во кајакот, сакам и сите други деца да ги инволвирам во здрав живот и искористување на водниот ресурс. Значи, многу би сакал овој број да се зголеми, имаме доволно пловни средства, пловни објекти, со текот на годините се собирало сето тоа. И отворена е можноста, значи, за оние кои што би сакале да бидат. Отворена е можноста за секој детенце што сака, значи слободно, значи без притискање, без форсирање, без потреба од финансиски средства, слободно може да дојде и да се запише кај мене, мислам. Да. И верувам дека дополнителна мотивација за оние кои што би сакале да се запишат ќе биде и тоа што преку на токму кајакарскиот клуб или за самите членови или децата кои што се дел од овој клуб, дружбата е исто така многу важна. Значи тоа е еден тим и верувам дека самите резултати од надпреварите кои што се одвиваат или се реализираат се исто така дел од нив токму поради тој, да речеме, пријателски дух, но и надпреварувачки тим кој што заедно функционира на еден таков начин. Точно така, значи дечината прекрасно се дружат, мислам, тоа е едно големо друштво, како да ви речам, модерни деца што стварно многу се поврзани едни со други и склопна во еден склоп на надпреварување и престиж во овој спорт, во надпреварувачки дух, како да ви кажам сега. Како се надпреварите, само да прашаме? Повелете? Надпреварите како се организираат, како се случуваат, помеѓу кои клубови се случува надпреварот? Значи ние имаме, значи, кајак на мирна и кајак на дива вода. Во кајак на мирна вода, значи, годишно имаме неколку купови и државни првенства. Меѓународни регати организираме. Исто одиме надвор од државата на меѓународни регати во Србија, Бугарија, Хрватска и околниве држави, значи, и Романија планираме сега годинава, може да би требало да појдем, зависи од финансиските средства. Организираме меѓународна регата од 5-6 држави, да речеме, мислам, на мирна вода, а на дива вода веќе учествуваме и на балкански, пионерски балкански, јуниорски балкански првенства и во склоп на Кајакарска федерација на Македонија. Значи, ние сме членови на Кајакарска федерација на Македонија и меѓу другото поседуваме 4 репрезентативци, не поседуваме него имаме 4 репрезентативни играчи кои одат на светски надпревари, на светски првенства, на европски првенства и на светски купови, значи. И мислам задоволителни резултати постигаме, пошто се уште овој спорт не е толку професионализиран, него повеќе да речеме од аматерство преминуваме во некој мини професионализам. Ради начинот на потребите од професионални тренери, потребите од професионални суди, потребите од професионални тренажни активности, што се уште не сме во состојба да ги спроведиме. Значи, во секој случај меѓународни активности планираме летово, сепак зависи од финансиските средства. Така, Игор, како и многу други работи кои што зависат од финансиите. Ме интересира каков е ставот на младите, поточно на децата, што повеќе ги привлекува да кајакарат во Охридското езеро или можеби по Црн Дрим? Па да ви кажам право,
секогаш бара нешто да се смени. Значи, некогаш повеќе, мислам, почесто сме во Охридското езеро, ретко, кој ќе е лошо времево, значи, одиме во реката Дрим. Исто така се надпреваруваме и на Вардар, мислам, во Скопје, на диви води, во спуст, да речеме. Така да малку мора, секоја смена е потребна за децата. Значи, монотонијата мора да мислам, се менува. Значи, од време на време да смениме монотонија, одиме на други ресурси, да речеме, на други места. Монотонија се разбира да има разновидност во однос на... Да, мора да има разновидност за да е поинтересантно. Во секој случај, мислам дека децата млади го обожаваат овој спорт, пошто има не само веслање, кајакарење, има и капење. Не разбирате, летен период е. Да, а нема нешто во што повеќе уживаат, се разбира, младите, и еве за сите оние кои што не следат и кон крајот на денешното утринско будење, само да кажеме на кој начин може да се пријават оние кои сакаат, кои се критериумите во смисла на возраста, и ако се работи за млади луѓе, сепак верувам постојат одредени критериуми, од која возраст и како и на кој начин тоа може да се спроведе. Видите, кај нас обично, значи, децата созреваат негде почнувајќи од 6 години, некои од 7, значи, може да се пријават. Имаме доволно чамци за мали деца, значи, од 6 до 14 години. Пошто покасниот период потешко може да се научат, значи, над 14 години да влезат во шема, значи, на кајакарењето. Начин на пријавување слободно може да дојдат да се јават. Кајакарскиот клуб се наоѓа негде на крајот на Женска плажа. Ме знаат сите, значи, стужени сме. Слободно може да ме побараат и многу лесен е уписот, значи. Не е потребно никакви финансиски средства, обична документација, значи, идентификациони документи, ништо друго. Нормално и од родителите. Од родителите треба на, как да речам, согласност, подпис, нели? Да. Потврда, да. Друга работа, да ви кажам, условите се да можат да знаат да пливаат барем малце. Сепак ние тренизите се обавуваат на Женска плажа, каде што водата до 100 метри е максимум по 1 метро длабочина, значи. Многу сигурна вода, значи. Добиваат и униформи, меѓу другото и капчина, да речеме, за препознавање, ево вака да речеме, ако гледате, и маички со жолто, може да се видат на негде до 2 километри во езерово, значи. Тоа наверно ми е направено за можам да ги препознавам. И во секој случај, секој дете има можност да добие реквизити да весла. Значи, од секој ден од 5:30 сатот напладне до 8 негде вечерта трае тренингот, така да многу брзо се учат. Многу брзо влегуваат во шема, така. Одлично, Игор, благодариме за овие навистина детали во однос на функционирањето на кајакарскиот клуб, но и за информацијата и можноста да ги информираме нашите гледачи за оние кои те сакаат да малку повеќе време поминат во Струга, па да бидат дел од овој кајакарски клуб. И се разбира и за туристи, и за туристи, да. Слободно, значи не е проблем, мислам, доаѓаат, мислам, од други гради, од Битола, од Прилеп, од Скопје. Отворено е кај мене, мислам, за сите. Сите имаат можност кај мене да пробаат кајак. Благодариме за ова вклучување. Ќе имаме можност, можеби, ние некогаш да дојдеме во Струга, па и да ве посетиме таму, се разбира, и да го видиме тоа на лице место.